Почитувани, следите Студио 10 на телевизија 24. Во продолжение говориме за образованието. Какво образование сакаат им треба на младите во земјава? Колку сегашниот образовен систем ги подготвува за пазарот на трудот, кои се проблемите на учениците, но и што мислат за сите најавени реформи во образованието. На оваа тема разговараме токму во продолжение. Гостини се Димитар Низамовски од Младинскиот образовен форум и Лука Павичевиќ, председател на Средношколскиот сојуз, кој што го имаме веќе на линковска врска. Лука, добро утро и за тебе, дали се слушаме? Добро утро и вам. Мислам дека добро се слушаме и ви благодарам за поканата. Така, ви благодарам што ја прифативте поканата. Димитар, добро утро и за вас и добро дојдовте во студиото на телевизија. Добро утро и исто. Благодарам за поканата. Ја кажав темата која еве веднаш ќе почнам со тоа прашање: какво образование им треба и сакаат младите во земјава? Прашањето е можеби комплексно, но е многу важно, бидејќи некако се чини секторот образование кај нас многу несериозно се пристапува. Постојано имаме, се менуваат министри на многу кратко време, секој министер кога ќе дојде мисли дека од него се почнува нови реформи, а многу малку резултати. Какво образование им треба и сакаат младите во земјава? Образованието е дефинитивно еден од клучните сектори на секоја држава, не само на нашата. И да, навистина, тука би се согласил дека претрпе голем број на промени на кадарот, особено на клучни позиции во изминатите години, уште од самото самостојување. И тоа е еден друг индикатор за кој што треба натаму да се зборува, меѓутоа, она што е важно е дека треба да видиме каква е моменталната поставеност на образованието и образовниот систем и што е она што се бари очекува пред се од младите лица кои што понатаму треба да станат активни граѓани во едно демократско општество, но и што е она што се бари очекува од самиот пазар на труд, односно колку и како треба да се совпаднат овие потреби и барања. Сега, изминатава година беше без преседан. Немаше сектор или гранка која што не беше погодена директно или индиректно од пандемијата предизвикана од вирусот COVID-19, меѓутоа младите, денешната младина на наше големо задоволство, особено како од Младински образовен форум кој што директно работи со ученици и студенти, гледаме дека имаат што да кажат и што да понудат. Односно, мора да бидат вклучени во сите фази и да споделат она што навистина сакаат и мислат и од организирање учество, но и во однос на самите наставни програми, на курикулумите и сето она што се очекува од нив. Но образованието кое што до денес се нуди е некако можеби застарен модел, не соодветствува целосно на потребите на пазарот на трудот и на новите светски економски образовни трендови и навистина е потребна една коренита промена. Тоа моментално и Министерството за образование и наука ние сметаме дека се труди да го постигне со оглед на тоа што треба да се постави една здрава основа за понатаму да видиме перспективно како и колку ќе се совпадне се ова. Значи, потребна е дефинитивно една голема промена, потребна е волја од страна на сите фактори и чинители како и во која насока треба да се промени, кое што повторно ќе кажам, ќе ги изгради вештините и капацитетите на младите луѓе, но и ќе ги задоволи потребите на пазарот на трудот. Лука, ти од неодамна си и председател на Средношколскиот сојуз. Доаѓаш на чело на оваа организација, би рекла, во едно интересно време кога се носат навистина крупни одлуки и промени во образовниот процес. Еве истото прашање на почетокот и за тебе. Какво образование сакаат им треба на младите и на учениците во земјава? Пред се би рекол дека образовниот систем мора да функционира независно од највисокото политичко, односно највисокото државно раководство во Министерството за образование и наука, бидејќи всушност не е Министерството тоа што го спроведува образованието, туку тоа се самите училишта, самите наставници и самите ученици до некој степен. Така што Министерството е тука да даде визијата, да ги следи нели политиките образовни, да ги планира реформите, додека самиот образовен процес се случува на најниското ниво, па токму затоа треба повеќе да се работи тоа ниво да пофункционира подобро. Младите дефинитивно сакаат подобро и поквалитетно образование. Во голема мерка би се сложил со тоа што го кажа Димитар, мора да најдеме баланс меѓу потребите на пазарот на трудот, но не смееме да го фокусираме образованието исклучиво на нив, па затоа нормално треба да влезат и литература како класичните дела, некои основни предзнаења што му требаат на секој човек. Како што кажав и претходно, младите сакаат поквалитетно образование, младите сакаат померодавно образование и младите сакаат едноставно да се чувствуваат поинтересно на училиште
и да партиципираат во самиот систем. Односно, не треба да не чуди ако младите можеби не се задоволни со сегашното образование или нели не го сакаат на некој начин, не го сакаат самиот систем. Нормално е доколку некој не учествува во тоа, едноставно не се чувствува како да е дел од нештото, не може да создаде и чувства за самото образование. Па затоа со поголемо учество на младите во образовниот процес и во градењето на образовните политики кои нив најмногу ги засегаат, нели сега конкретно зборувам за средношколците, мислам дека така младите ќе создадат и поголема приврзаност со нашиот образовен систем. Да, се чини некако и дека во делот на образование сите одлучуваат, тука се политичарите, министрите, родителите, меѓутоа некако не го слушаме гласот на младите, но оние што се најзасегнати се дел од тој систем. Зошто е тоа така и дали колку треба да се слуша и гласот на учениците пред се и на младите? Да, дефинитивно, како што и напоменавте, и целиот образовен процес е многу комплексен и постои голем број на фактори засегнати чинители кои што влијаат тука. Пред се ги имаме училиштата и раководството, Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието, понатаму родителите, единиците на локалната самоуправа и финално и самите ученици, односно оние директни корисници, така да ги наречеме, на образованието и образовните текови. Меѓутоа, досега не имало некои поголеми, позначени обиди за да се демократизира процесот, за некако повеќе да се слушне нивниот глас и да се седне на една иста маса и да се преговара, условно кажано, во рамки на образованието. Едната вина можеби се наоѓа во законската рамка. Секогаш треба и да се тргне од таму, односно дали и колку, во овој случај законот за средно образование, иако законот и за основно образование треба да предвиди и веќе се движи во таа насока, го гарантира и го уредува ученичкото организирање и учество. Сега веќе во законот за високо образование имаме форми кои што функционираат на тој начин, меѓутоа мора да почнеме од основите, односно од темелите, и треба да се гарантира на начин кој што ќе биде фер, демократски, кој што ќе биде современ, односно да им се даде прилика, но од една страна и обврска на самите училишта да го обезбедат тоа учество. Втора причина која што можеби поради тоа што досега не функционирало како што ние би сакале или очекувале, пред се како МОВ, но и како млади лица и генерално самиот образовен систем да го бари и наложува тоа можеби тоа што некогаш се обидувале различни политички фактори да ги узурпираат овие движења, некогаш самите професори се поставувале како авторитети и се обидувале да го згаснат тоа движење. Значи, вината е на неколку начини, на неколку нивоа, одговорноста едноставно така би ја нарекол. Меѓутоа, претпоставуваме дека и останатите организации кои што генерално во граѓанскиот сектор работат, а се трудиме да го постигнеме тоа всушност како да ги охрабриме и поттикнеме самите млади да бидат гласни, да зборуваат за своите проблеми, да бидат вклучени во процесите, но и да нудат решенија, односно она што директно нив ги засега и ги интересира, да го предложат во форма на мерка, на политика, на активност која што треба да биде прифатена од страна на надлежните институции, понатаму имплементирана и одржувана, односно да се развива демократичноста и нејзиното практикување од самото најранни возраст и во она главна институција во која што најголем дел сме поминувале, а тоа е училиштето или факултетот. Така. Лука, дали и колку се слуша гласот на младите и на учениците кога се носат образовни реформи и одлуки, дали колку учениците се вклучени во училишните тела, одбори, па и во сите други одлучувачки тела? Ситуацијата што ја опишуваше Димитар во големо време, мислам дека пополека, но сигурно станува една работа од минатото. Веќе од 2017 година, кога првпат се формираше овој сојуз на средношколци, за првпат се случи, и со мојот претходник Бленди Ходај, сега и со мене, средношколците да седнат на иста маса со највисоките образовни, па дури и државни власти, да преговараат за прашањата што нив ги интересираат, но наместо да работат на проекти за подигнување на свеста и да спроведуваат активности, средношколците во Сојузот на средношколци како средношколска организација и национално представничко тело на средношколците во Република Северна Македонија почнуваат да даваат конкретни предлози, политики, амандмани на сегашните протоколи, планови, па дури и закони, и пополека, секако и со помошта на медиумското внимание и покриеност,
пополека властите почнаа да го слушаат гласот на средношколците и да спроведуваат некои од нашите предлози. Меѓутоа, покрај овие позитивни трендови, сепак ситуацијата како и треба подобрување и тоа може да се изведе само преку законски измени и можам да кажам дека Сојузот на средношколци, тимот на Сојузот на средношколци веќе работи на изготвување на законско решение за како подобро да се регулира и да се демократизира средношколското организирање и учество од најниско, односно ниво на клас, па се до највисоко, односно национално ниво. Само уште една работа околу училишните одбори, бидејќи ги спомнавте, всушност во училишните одбори имаме представници на родителите, имаме представници на наставниците, во некои дури имаме представници на деловната заедница, во сите си има представници од основачот, тоа е најверојатно општината или државата, а представници на средношколците, тоест на учениците, никаде ги нема. А зошто е тоа така и како еве да се промени? Па, можеме да кажеме дека така било од минатото, тоа можеби нели е првиот стереотип што паѓа на памет, но тоа е многу погрешно. Всушност сум разговарал со луѓе што дури живееле во комунизмот, во претходниот систем, а всушност таму имало одредби што кажувале дека треба да има тројца представници на средношколците во училишниот одбор што го носел директорот. Па дури се случувало тие ученици да одлучуваат за тоа кој ќе биде директор, односно биле комплетно еднакви членови како и сите други. И би сакал така што едноставно треба да учиме и од сопственото минато и треба да ги употребуваме добрите практики од него. Па затоа мислам дека тоа би било многу позитивна работа. Дури би сакал само да ја потсетам јавноста, има повеќе средношколци од наставници, има повеќе средношколци од директори на училишта, има повеќе средношколци нели од политичари што се бават со образованието. Сега нема повеќе средношколци од родители, меѓутоа средношколците се најголемата образовна група која е најдиректно засегната во средното образование и како такво работа на логика е дека средношколците треба да учествуваат во формирањето на овие политики. Димитар, вие изработивте и така наречена една младинска декларација која практично ги потенцира проблемите и потребите на младите, особено во делот на образованието. Што покажува еве ова младинска декларација? Така, да, во изминатата година направивме и неколку анализи, генерално и на состојбата со образованието, квалитетот и пристапот до истото, особено земајќи предвид сите ефекти кои што ги имаше пандемијата предизвикана од COVID-19, но и седнавме со голем број на ученици и преку различни фокус групи и во рамки на Младинската академија која што одржавме минатата година со цел да ги детектираме главните проблеми, главните предизвици кои што постојат, но и да понудат некакви решенија кои што би можеле да им помогнат на сите засегнати страни во дефинирањето и во решавањето на самите проблеми, со тоа што овие млади лица, пред се средношколци, кои што навистина имаат што да кажат, навистина се активни во своите заедници и се надеваме дека преку нивниот пример би ги охрабрили и нивните врсници понатаму да се организираат на ваков начин. И некако видовме дека проблемите се за жал оние исти кои што и низ годините се навраќали постоеле, но и генерално некој од нив треба да се работи на нивно адресирање, на нивно решавање, меѓутоа како и во која насока ќе се избере најдобриот модел на решение, ќе видиме допрва. Неколку клучни поенти и во оваа младинска декларација, но и во еден друг документ кој што го работевме ние како МОВ заедно со уште 12 на организации, се вели со наслов Млади во криза. Всушност имаше неколку главни подрачја во кои што навистина е потребно да се реагира. Па така станува збор за младинската невработеност или вработеност, односно какво е нивото на истото. Понатаму образованието, пристапот и квалитетот, генерално менталното здравје, психосостојбата на самите ученици, на самите млади, особено во оваа измината година и генерално позициите за младинскиот активизам. Сега конкретно на оваа тема денес за образованието, видовме дека сакаат и навистина им е потребно вакво ученичко организирање и здружување. Од една страна, во самото законско решение на кое што МОВ пред 3 години заедно со своите партнери коалиција сега
и детската амбасада меѓаш и работеше на еден модел е да обезбеди едно унифицирано движење, еден унифициран пристап кој што навистина во сите училишта ќе обезбеди ист или сличен колку е можно. Тоа како би изгледало, како би се организирало? Денес на пример имаме голем број на училишта во кои што нема никакво ученичко организирање или здружување, некако модалитетите се наставниците или раководството директно одат преку претседателите на класовите или преку неколку таргетирани ученици кои што ги пренесуваат желбите и барањата. Меѓутоа имаме и училишта во кои што си функционира како таков модел на вакво организирање и учество. Сега доколку се стави во една законска рамка и доколку се обврзат самите училишта, и МОВ, но и Средношколскиот сојуз, сојузот на средношколци всушност имаме работено на вакви модели како да се организираат и како да се избираат од претседатели на класови, претседатели или представници на самите генерации кои што понатаму ќе седнат и заедно ќе ги дискутираат. Сакаме да обезбедиме еднакви фер услови каде што сите ученици од целата територија ќе бидат застапени и представени и сите на еден ист или сличен модалитет ќе пристапат кон решавањето на ова. И сега ние сите организации кои што работеа на ова проблематика имаме подготвено решение кое што е консултирано и со самите ученици. Спроведени се и фокус групи, работено е директно со нив како наши конституенти или целни групи, но сега треба да видиме дали кога ќе се отвори законското решение за да влезат овие начини, за секаде да бидат сите представени и да биде на еднаков начин самото ученичко организирање. Во делот на младинската декларација, само таа веќе е издадена, како е прифатена и дали е сериозно сватена од страна на државните институции, дали државата обрнува внимание на ваквиот тип на декларации кои што на некој начин ги пренесуваат и проблемите и потребите на младите и на учениците? Голем број на документи пристигнуваат до институциите, тоа сме сигурни, и сите на различен начин ги адресираат проблемите и потребите кои што ги имаат. Меѓутоа ние организиравме символично подпишување на оваа декларација и понатаму ќе следиме како и во која мера самите институции ќе ги почитуваат истите. На наше големо задоволство во нашите матични би ги нарекол области на работа каде што се млади и образование, но сега веќе гледаме дека и здравството всушност станува, особено со изминатава година, еден приоритет на нашата држава со тоа што навистина има волја да се имплементираат дел од овие мерки, односно треба да се следи целиот процес, тоа е долготраен процес, тоа не може да се случи преку ноќ. Навистина ги поздравуваме напорите на институциите во рамките на овие проблеми и предизвици кои што се наведени во самата декларација, меѓутоа наша задача е ќе биде како МОВ да ги следиме, да даваме препорака, да даваме мислење, но и критика онаму каде што не се работи доволно квалитетно или доволно воопшто со цел да се имплементираат. За сега одат во добра насока, меѓутоа тоа ќе биде подолготраен процес. Споминавте вие дека еден сегмент кој што сте го истражувале во таа младинска декларација и вработеноста, односно невработеноста по завршувањето на образованието. Каква е состојбата тука во реалности на терен? Што откако ќе завршат учениците со образование? Да, особено изминатава година навистина е забележан еден драстичен пад. Генерално во споредба со општата невработеност, младинската невработеност е уште поголема, односно се забележуваат проценти кои што се повисоки од останатите. И тоа е јасно до некаде, за жал, младите како таква работна сила беа особено вклучени во делот угостителството и во туризмот, како особено погодени гранки и гледаме дека навистина треба допрва со нив да се работи и да се обезбедат мерки. Тоа владата и се обиде да го направи преку пакет мерки со кои се таргетира нивните вештини или оние кои што ја загубиле работата или некако да се даде финансиска помош и поддршка, меѓутоа треба да се мисли на едно подолгорочно решение. Особено тоа што формалното образование како такво, гледаме дека сега допрва ќе се трансформира и има навистина една убава иницијатива, особено во дуалното стручно образование, кое што треба да ги надополни овие вештини и да ги понуди оние кои што се бараат денес на пазарот на трудот. Особено во насока на оние дефицитарни струки или некои занимања и професии каде што нема доволно побарувачка или интерес, односно побарувачката е голема, меѓутоа интересот кај младите е друг, и повеќе да се насочат кон такво мечирање или поврзување на самите потреби со она што се бара. И сега
ќе видиме, особено преку реформите и во концепцијата за основно, но и понатаму со дуалното стручно образование, се надевам дека ќе се постигне еден таков, особено затоа што младите денес се многу повеќе мобилни, повеќе се навикнати кон новите ИКТ технологии, кон STEM, така што има повеќе можности за надвор од дефинитивно, земјава. да, и треба тоа да се искористи и треба формалното образование да биде еден вид поддршка и потпора на нивните квалитети, на нивните аспирации, она што е генерално како афинитет на секој млад човек. Така. Тука би сакала еве и Лука да го вклучам. Лука, дали и колку нашето образование ги подготвува учениците кога ќе излезат на пазарот на трудот и со што се соочувате кога ќе го завршите образованието и кога ќе треба да барате работа? Имаше една студија на ОЕЦД, односно преглед на македонскиот образовен систем, во која што јасно се вели дека иако имаме една од најголемите бројки, значи најголемата ставка на високообразовани кадри во земјата како процент од целокупната популација, уште е пак поголем процентот на тие што завршиле факултет, но се соочуваат со дефицит на вештини, односно ги немаат потребните вештини да обавуваат работа на пазарот на трудот, и тоа секако е голем проблем на образовниот систем, како што кажав и претходно. Многу е важно, освен да се дадат тие основни предзнаења за секоја индивидуа, многу е важно и да се адаптираат на пазарот на трудот. Живееме во време што се повеќе се дигитализира, како такво ќе се наметнуваат и по-софистицирани вештини, како креативност, како адаптабилност, значи не некоја сирова вештина што може лесно да се научи, тука едноставно вештина што ќе му овозможи на завршениот средношколец, завршениот студент, односно на човекот, да може да менува работни места и да се прилагодува на работните задачи, бидејќи се повеќе и повеќе, како што предвидуваат и повеќе научници, тие мануални работи ќе бидат работени од технологија. Меѓутоа, ова е веќе за еднината, ако зборуваме за сегашноста, како што кажав и претходно, македонскиот образовен систем на вистина се соочува со проблемот да обезбеди вештини за своите кадри, и тоа едноставно може да се реши преку зголемување на квалитетот на образованието. Имаме и одреден мит дека повеќе средношколци се запишуваат во гимназиите отколку стручните училишта. Тоа ми беше следното прашање, зошто се запишуваат повеќе на гимназија, меѓутоа еве ти велиш дека тоа е мит. Видете, пред неколку години, 2019, може би отворив на Државниот завод за статистика чисто да ги видам тие бројки. 55% се запишани во стручните училишта, а 45% се запишани во гимназиите. Значи имаме повеќе ученици во стручните училишта. Сепак проблемот тука е, гимназијата е една. Нормално имаат некои 4 смерови, 6 односно, но тоа не е толкава разликата. Стручните училишта се многу различни од едно училиште во друго училиште. И не можеме да правиме таква спореда, меѓутоа моментално повеќе ученици се запишани во стручните училишта. И да не заборавиме, македонскиот образовен систем е многу флексибилен по тоа прашање и возможува и хоризонтална диференцијација на кадарот, но и вертикална. Например, некој ученик може да учи гимназија, а да се запише на медицински факултет, или пак некој да учи средно медицинско училиште и да се запише на економски факултет. Така. Да, Димитар, ние како држава со години наназад, мислам дека го имаме овој проблем, некако образованието не фаќа чекор со реалните потреби на пазарот на трудот. Како еве да се променат овие состојби? Токму така, еден голем исчекор ќе биде ова дуално стручно образование, комбинација каде што учениците кои што ќе се запишат во овие средни стручни училишта навистина ќе добијат можност за пракса, за практична работа и да се поврзат некако со компаниите кои што се присутни тука во Северна Македонија и всушност да видиме како може да се задоволат тие барања потреби, земајќи ги предвид и интересите, како што ќе кажам, на самите афинитети на секој млад човек. Сега мора да се обезбедат добри и соодветни услови во самите училишта за да се изведе оваа практична настава како што треба, значи потребни се финансиски ресурси за инфраструктура, но од друга страна мора да се работи постојано на надградба и зајакнување на вештините и на капацитетите на наставниот кадар.
Мислам, попусто ќе биде да ги имате сите модерни помагала, доколку имате кадар кој што не знае воопшто или целосно во соодветна мера да ги искористи потенцијалите кои што ја нуди таа технологија. И не само во средното стручно образование, но и во сите видови. И општото гимназиско, во основното, во високото, навистина е потребно постојано да им се пружа помош, поддршка и менторство на наставниот кадар. И тоа ни е и главната грижа која што допрва ќе видиме од нареднава учебна година како ќе биде, односно дали ќе се посвети доволно поддршка и менторство на самиот наставен кадар за да ги имплементира сите овие вештини, особено кај концепцијата за основно образование и кај стручното образование. Втора работа која што гледаме дека навистина е потребна е токму и во оваа насока, како што и Лука спомна, за да се разбие тој мит, некако една јавна кампања за да се популаризира средното стручно образование. До сега, имаше такви гласини дека се запишуваат послаби ученици, дека нема навистина толков интересно и причините поради кои што и Лука ги спомена си држат вода, условно кажано, односно навистина е можност и флексибилноста за запишувањето. Овде е повеќе да се истакнат бенефитите, зошто и како е тоа добро, интересно, потребно, како може утре да има мобилност и низ државата, но и во странството доколку е потребно за да се работи на стручното образование. Значи, поддршка на кадарот, добра опрема, вклученост и дефинитивно подпишување и меморандуми за соработка со приватниот сектор, обезбедување на услови за соодветна пракса и практична работа и една јавна кампања за да се популаризира. Мислиме дека ќе го смени малку и начинот на кој што размислува младиот човек, но и знаете, за жал, кај нас и родителите и семејството поширокото или потесното има големо влијание врз изборот на дел од овие одлуки за образование и доколку таа матрица се промени, мислиме дека малку ќе даде со плод, ќе вроди со плод на подобро. Лука, колку е праксата застапена во образованието? Ти се средношколец, каква е таму состојбата во средните училишта? Имате ли доволно пракса или се сведува повеќе се на теорија? Баш сакав на ова да се надоврзам. И особено праксата е многу важна за стручното образование и тоа што се нарекува дуално образование, по пример на германскиот модел, каде што праксата е повеќе застапена. Мислам, заложба на Сојузот е многу поважно, исто така, да биде и самиот пазар на труд вклучен во оценувањето на учениците. Односно, поголема пракса, каде што учениците ќе одат на пракса и што овозможува тоа? Ученикот ги добива практичните знаења и вештини, добива контакти со некој иден работодавач, ги запознава луѓето и ја запознава самата работна средина како тоа би изгледало и добива некое чувство дали му одговара таа поставеност, а од друга пак страна на работодавачот сега, работодавачот го запознава средношколецот, односно идниот работник, ги запознава неговите вештини и капацитети, но меѓутоа има и можност да го наблюдува на некој подолг временски период. И би било многу интересно да се види како системот би го искористил мислењето на работодавачите, да кажеме да се прати некаков формулар за евалуација на практикантот кај работодавачите и работодавачите подоцна да испратат таа до ученикот, па дури и до училиштето, за самите ученици да го добијат тој фидбек, што ќе им овозможи да видат каде се навистина одлични, во кој дел од работата, каде треба да се подобрат и така натаму, и дури да се вклучат и работодавачите во формулирањето на формалните оценки во училиштето и Сојузот на средношколци веќе работи на воспоставување на вакви предлози и комуницираме со институциите, па навистина сега не можам да откривам многу детали, но сметам дека би било доста позитивно, освен например, би имаме системи на матури и така натаму, каде што има одредени комисии кои ја оценуваат работата на ученикот, најчесто тие се исклучиво наставници. Исто би било многу интересно кога ќе има представници и од пазарот на трудот, конкретно за стручното образование, да даваат, тоест да ги оценуваат средношколците. Така да го заокружиме ви овој дел од разговорот. Димитар, како да се подобри образовниот процес во делот на праксата и она што значува стекнување на практични вештини кои потоа учениците ќе им помогнат полесно и побрзо да се снајдат на работното место и на пазарот на труд? Да, тоа е одлично прашање кое што верувам дека сите актери во овој образовен процес обидуваат да си го одговорат, меѓутоа според нашите препораки со знанија гледаме дека
денес младиот човек, кај него треба да се негува и предприемачкиот дух. Односно, не е доволно само да имате одлични оценки и успех во средно образование, туку еден цел спектар на вештини, знаења и способности кои што навистина би направиле успешен дали работник, дали работодавач, понатаму и врз основа на самите можности. Значи, како што напомена во однос на самите училишта, потребно е оваа практична работа да се зголеми, да ја биде комплементарна со теоријата, дури и веќе се изостава некако самиот сооднос, повеќе да биде пракса отколку теорија, дали 80-20, дали 70-30% во однос на самиот образовен процес, понатаму да им се дадат можности за да обават квалитетна практична работа која што ќе биде признаена, вреднувана и која што навистина ќе го надогради нивниот систем на вредности, познавање и вештини. Но и сметам дека голема улога треба да игра и граѓанскиот сектор, односно неформалното образование. Навистина, сето она што ние се обидуваме да го направиме, дали би го подобриле начинот на кој што тие се изразуваат, на кој што стекнуваат вештини за критичко размислување, дебата, понатаму да се запознаат со своите човекови права и слободи пред се зутри и да навлезат во делот на работничките права, младите мора да бидат отворени за да се вклучат и во неформалното образование, со цел да имаме лица кои што ќе стекнат теоретска позадина и основа во самото образование, преку практичната работа и на крајот вештини за продавање на својот занает, развивање на предприемничкиот дух, но и начини за аплицирање на работа, интервју, сите оние вештини кои што навистина може да им се најдат. Не секогаш работодавецот го интересира само формалното образование, потребно и начинот на кој што ќе се презентирате себе си, но и способноста и можноста за аналитичко справување во различни ситуации и понуда на решенија при дадени проблеми. Мислиме дека сите овие фактори навистина ќе придонесат на подолг рок некако да се успее да се намали младинската невработеност, но и да се зголеми генерално вработеноста на нивото на цела држава, а и со тоа да имаме позадоволни граѓани и повисок животен стандард. Лука, еве ова што го споменува Димитар. Да, повели доколку имаш нешто да додадеш. Прашањето ми беше дали колку е, се извинувам, застапено неформалното образование во еве конкретно во средните училишта. Ќе го одговорам и тоа сосема кратко, само би сакал нешто да додадам претходно. Две конкретни работи на кои што Сојузот работи, кои што беа вклучени во нашата програма, под нас мислам на мене и на мојот тим, со која бевме избрани како раководство на Сојузот на средношколци. Едната од нив е обезбедување на целосно бесплатен градски и меѓуградски автобуски превоз, односно да исправиме неправдата дека годината има 12 месеци, а не 9, како што знаете, сега се дава бесплатна автобуска картичка само на некои средношколци, односно тие што живеат на најмалку 1,5 км, ако не се лажам, од училиштето, и се користи таа картичка само во 9 наставни месеци, од септември до јуни, а истата не важи за зимскиот и за летниот распуст. За да ја зголемиме средношколската мобилност, сметаме дека таа бесплатна средношколска автобуска картичка треба да биде за сите средношколци, без разлика на која далечина од училиштето живеат, и треба да важи за сите 12 месеца, бидејќи така ќе се дозволи на ученикот еден летен распуст да го помине преку волонтирање во една граѓанска организација, доди на пракса, доди на работа. Знаете, има многу средношколци што работат по ресторани, по кафичи, поработи од струката, по болници, волонтираат во Црвен крст и така натаму, а сметаме дека за тоа нивниот транспорт треба да биде покриен и на тој начин автоматски ќе се зголемува средношколската мобилност и тие ќе може да бидат попродуктивни членови на општеството. Втората точка околу предприемачкиот дух и граѓанските права, ние исто така се залагаме да стане и граѓанското и финансиското образование задолжителен предмет во формалното образование, каде што ќе се изучуваат граѓанските права, политичкиот систем на нашата држава, демократијата како вредност, финансиското образование, односно финансиската писменост и предприемничкиот дух, па дури треба да се разгледа и можност да се отвараат ученички компании во сите средни стручни училишта ширум земјата. Така, тоа значи дека засега практично и не е толку застапено неформалното образование, штом ги имате овие предлози, така, ако добро те разбра?
Па да, апсолутно, мислам, неформалното образование се сведува на учеството на клубовите и на граѓанските организации, но таа соработка е индивидуална, па нели ако се договорат, ако некоја организација соработува со едно училиште, па учениците дознале за некој клуб, навистина и самиот пристап до неформалното образование е неформален и се темели на волјата на ученикот. Меѓутоа со повеќе пракса, со повеќе волонтерски активности, со програма за помош на заедницата како важен компонент на образованието, всушност неформалното образование ќе биде и подобро интегрирано во формалното образование и на тој начин учениците само ќе добијат. Така. Димитар, имаш нешто да додадеш пред да преминеме и на другата? Не, се согласувам дека Така. во оваа насока е дека ние дека како да, МОВ се заклучивме, обидуваме да. да пристапиме и да направиме една промоција на сите овие неформални активности и интересот варира нормално. Особено важно е да пристапиме до учениците од руралните средини, односно да ги допреме оние ученици кои што не живеат во големите градови, во урбаните средини, за да им се понуди една понуда која што нема да биде само училиште и ништо надвор од неа. Односно, преку различни дигитални платформи, еве, особено, иако не стави во незгодна ситуација, видовме и некои добри страни на сето ова што се случи со пандемијата, односно, токму преку вакви интернет врски и онлайн предавања се обидуваме да допреме до поголем број на лица и од маргинализираните средини, од руралните средини, кои што генерално немале прилика или можност да се вклучат, со цел да ги надградиме и нивните вештини од неформалното образование. Да, јас спомена веќе онлайн наставата, токму следно зашто сакаме да продискутираме, една од крупните реформи која што предизвика доста реакции во јавноста, тоа е најавената дигитализација на учебниците во образованието. Ме интересира, еве, прво, Димитар, вие што мислите за оваа реформа? Дали е потребна дигитализација на образовниот процес и што ќе придонесе оваа реформа за образованието и за учениците според вас? Дигитализацијата е дефинитивно неопходна. Дури сметам и дека доцниме, за разлика од барем европските држави, да не зборуваме секако и на светско ниво, што значи дека оваа реформа, оваа промена што на поголемиот дел од граѓаните им се чини екстремна или многу избрзана, всушност ние сметаме дури и за доцнета, меѓутоа да, дефинитивно треба да се случи. Сега ние не зборуваме за целосна дигитализација во прво време, односно сето она што сме го правеле на училиште, ако ја погледнете концепцијата за основно образование, која што патем ќе биде и пилот во прво и во четврто оделение од оваа наредна година, што значи ќе се истражува, ќе се пробува моделот, ќе се оди чекор по чекор, точно, нема да, како што се шират и некои лаги, невистини или фейк, точно, дезинформации, не е дека одеднаш сето тоа ќе се префрли онлайн, односно нема веќе училишта, нема веќе учебници. Мислам дека навистина е потребно во определени сегменти, ние зборуваме за определени процеси од самиот образовен процес, како ќе се дигитализираат, односно како ќе се понуди изголеми литературата, дел од учебниците ќе бидат заменети, односно ќе се надополни оние кои што немаат пристап, затоа што и тоа беше голем проблем кој што го увидовме, пристапот до образование, оние економски средства и можности кои што се потребни за повеќе члено семејство да следи настава, укажавме и видовме дека е навистина недостиг. Сега оваа можност ќе биде одлична со цел некако да се придонесе кон осовременување на самиот образовен систем. Дефинитивно е потребна поддршка и на самиот наставен кадар во се во ова, се работи сега и на обуки, на нивно надградување на капацитетите, менторство на самиот наставен кадар, но сепак ќе видиме како и во која мера ќе се одвива. Клучно тука е никој да не биде изоставен од овој образовен процес. Него септември каде ние овие 2 месеци треба да ги искористиме да направиме една рефлексија што се случи во изминатиот период и како подобро ќе се подготвиме за наредниот период, за во рок од 5 до 6 години целосно да се модернизира и да се дигитализира основното образование. Дополнително да се работи со учениците со посебни образовни потреби, односно личните образовни асистенти да се вклучат многу повеќе во наставата и е потребно да се работи со нив и поддршка на тој кадар за да ниту едно дете не биде изоставено од самиот процес. Так.
Лука, што мислиш еве ти за дигитализацијата на учебниците? Дел од родителите се противеа, бараа референдум, дури некои ставови велат дека дигитализацијата велики ги уништи децата и дека не можат да замислат да функционираат без хартиени учебници. Меѓутоа еве ти како средношколец, што мислиш дали како дигитализацијата ќе влијае на образовниот процес и конкретно еве за ова реформа која што се најавува веќе од следната учебна година? Јас секогаш се смеам кога треба да го одговорам ова прашање, бидејќи мојот став за чудо сосема се совпаѓа со официјалниот став на Сојузот. Зошто се смеам, бидејќи секој став кај нас се гради преку долга дебата, дискусија, па различни гледишта и секогаш се обидуваме да најдеме некој компромис, но овој пат навистина целосно се согласувам. Дигитализација треба да има и мора да има, меѓутоа мора да биде постепена и секако треба да се знаеме сопствената ситуација на терен. Оваа година со онлайн настава докажа дека навистина постојат семејства кои немаат пристап до потребна опрема, но многу пострашно немаат пристап и до самиот интернет, кој е нели клучен за користење на дигиталните средства. Меѓутоа се согласувам со Димитар кога ќе каже дека оваа реформа е за доцат. Например, во странски весници најдов еден чланак од 2011 година во кој што се дискутира дали треба да се дигитализира образовниот систем и дали всушност учебниците станале некаква реликвија од минатото. Замислете 10 години претходно, а кај нас дури сега се зборува за ова прашање. Навистина сметам дека дигитализирањето на учебниците ќе овозможи една поголема литература достапна на учениците и ќе даде целосна флексибилност на образовниот систем. Бидејќи знаете, не се тие учебници што сега ги користиме исклесани од камен па да го содржат целокупното светско знаење, бидејќи тоа цело време се менува и е навистина човечки неизводливо секоја потребна информација, секоја потребна работа да биде внесена во една книга од 100 или 200 страници, додека со ваквите уреди се многу поголеми, нели има многу поголеми податоци, многу поголеми знаења во нив од Александриската библиотека како символ на некое знаење, па затоа сметаме и како Сојуз дека треба да има дигитализација, но бидејќи процесот е трновит и е проблематичен, знаејќи ја ситуацијата на терен, мора да се оди постепено, како што нели беше најавено дека ќе се почне во 4-то одделение, кога ќе почне и со средното образование, Сојузот на средношколци будно ќе следи ситуацијата и ќе обезбедува препораки, мислења и предлози за како таа треба да биде остварена. Така, колку сега еве ја користите IT технологијата, компјутерите, интернетот во наставата при изработка на проекти слично и на кој начин, еве да речеме, ви помага во учењето? Па, сите користат, еве ќе тргнеме оваа година, нели што беше со онлайн настава настрана, да се вратиме во некој понормален период, кога имавме по-класични системи на настава. Би рекол дека дигиталната технологија и како е присутна. Наставници, например, бараат да се изработат презентација нели преку PowerPoint. Таа се многу се олеснува и пишувањето на есеи, нели на хартија. Ако сакате напишете есеј од 2000 збора, ќе ви одземе повеќе страници и секако самиот процес е помачен, па доколку се сгреши ќе треба да се брише или да се почнува одново. Преку користење на компјутерска технологија е многу полесно и многу е полесен самиот процес на пишување. Па навистина, еве ние разговараме, нели јас во неможност да додам кај вас во студиото, разговараме преку дигитална технологија, зошто ако целото општество веќе ја користи, зошто и дигиталната технологија да не биде присутна во образовниот систем. Ја имаме како можност, зошто да не ја искористиме. Така, Димитар, за жал и на 2 месеци пред учебната година се уште нема детали од Министерството за образование, нели како ќе изгледа тој дигитален учебник, не сме виделе како точно ќе изгледа, ќе функционира, веројатно нема само да биде PDF од нели актуелниве хартиени учебници, но сепак она што се поставува како прашање и мислам дека тука и Лука го начна е дали македонското образование е подготвено за успешно спроведување на една ваква реформа. Видете, од една страна може да го разгледаме и самиот формат на учебниците, дали ќе биде во хартиена форма или во некоја дигитална форма, но она што исто така дополнително во минатото не загрижуваше беше и самата содржина, односно што се пишуваше во дел од овие учебни помагала, што значи дека ова промена треба да се случи на 2 нивоа. Прво треба да се ревидира самата содржина, треба да биде актуелна, треба да биде неопходна,
да не содржи никакви, не знам, сензационалистички информации, чудни, некакви застарени дискриминаторски ставови и самите примери кои што биле наведени, но од друга страна и да не се навлегува во премногу детали, да се обременува ученикот со непотребни информации како што имало во минатото. Но од друга страна, доколку учебникот, односно оваа дигитална форма треба да биде првиот и главен избор, меѓутоа секогаш и да се остави на можност дополнително да се истражува, дополнително да се надградува знаењето и да се збогатуваат информациите, а дигитализацијата токму тоа го овозможува. Што значи дека порано ако се учеше само од еден учебник во оние сите особено во основно и во средно образование, сега веќе има една плејада на сами наставни материјали кои што можат на вистина да помогнат, а интернетот и дигитална технологија го олеснуваат овој процес. И тоа самите ученици верувам дека веќе многу полесно и поинтуитивно име да работат и на таблет, и на мобилен, и на лаптоп. Меѓутоа треба да се погрижиме и особено оние повозрасни наставни кадри да го фатат чекорот. Особено навикнати на еден друг екс-катедра систем, сега треба да се целосно приспособат на сето ова што го нуди современото време и општество, но се надеваме дека ќе биде и со време ревидирана самата содржина и начин на кој што ќе се започне со овие дигитални учебници. Има уште 2 месеци, меѓутоа навистина е кратко времето. Се надевам дека до почетокот, крајот некаде на август ќе имаме многу подетални, поточни информации како ќе биде целосно комплементарен овој образовен процес. Да, Лука, рековме дека немаме некои официјални информации од надлежните, меѓутоа како вие ја замислувате таа дигитализација, тие дигитални учебници, како би можеле да ви помогнат или да ви одмогнат, не знам, во наставата, како тоа според вас би требало да изгледа и да функционира? Например, тоа беше гласно. За учебниците од Кембридж, например, се слушаат многу критики за нив од аспект на содржината, секако тие критики се издржани, бидејќи навистина содржината беше слаба. Меѓутоа се сеќавам кога учев основно во тие учебници, секогаш имаше одредени прашања за проектна активност, па дополнително истражување, работа во лабораторија и едноставно тие прашања беа скокани од страна на наставниците, бидејќи немаше доволно време да се посветат на нив, но немаше и доволна опрема, како например лаборатории и експерименти. Сега, со пристапот до дигиталната технологија, дури кога немаме физичка опрема во училиштето да се следи некој експеримент, едноставно има премногу информации на интернет, каде што ќе може да се најде видео од правење на истиот таков експеримент. И тоа видео многу лесно може да биде вметнато во учебникот и автоматски се зголемува интеракцијата меѓу наставните средства и помагала и меѓу учениците, односно корисниците на тие помагала. Што се случува, ученикот ќе го изгледа видеото на дигиталниот учебник и автоматски има пристап и гледа што всушност се случува. Меѓутоа, повторно би сакал да кажам, во прилогот на ОЕЦД се зборуваше за државната матура, која беше истакната како една од посилните алки на нашиот систем, како една од појаките страни. Меѓутоа би потсетил, државната матура, пилотирањето нејзино почнува во 2001, а стапува на сила за сите средношколци во 2007 година. Односно имало 7 учебни години посветени на пилотирање на само еден дел од образовниот систем, односно испитите на крајот на средното образование. Да се направат учебници, особено дигитални учебници во рок од 2 месеци, е навистина голема и тешка работа и како што кажавме, мора секоја реформа да биде добро промислена и постепена. Па затоа малку скептично гледаме на како ќе бидат изведени тие учебници во олку кратко време, а да бидат квалитетни, да немаат грешки како што нотиравме во претходните. Така. И за крај, пред да го закружиме разговорот, изминатава учебна година помина онлайн. Како се покажа тука македонското образование, како ја оценувате изминатава онлайн учебна година, каде беа предностите, каде беа пропустите и што треба да се работи во иднина? Лука? Ставот на Сојузот на средношколци е јасен по ова прашање. Ние уште од лани бевме единствената организација заедно со УНИЦЕФ МК која се
која се залагаше за комбинирана настава како пандан и како подобро решение од целосно онлайн наставата и од целосно наставата со физичко присуство. Сега гледаме дека во протоколите Министерството реши да ја метне комбинираната настава. Се уште стоиме на овој став дека ваквиот пристап со дел физичко присуство и дел онлайн настава е подобро од тоа што го имавме лани. Да се вратам на оригиналното прашање, ние оценуваме онлайн наставата како лошо, бидејќи навистина беше многу неквалитетна, се уште постојат докази дека има ученици кои немале пристап да учествуваат во онлайн наставата. Знаеме дека оценките се нереабилни и дека нема начин целосно да се валидираат и да се види дали работата приложена е оригинален труд и автентичен труд на ученикот. Се случаи многу штети по самите ученици од аспект на квалитетот на нивното образование. Наставниците не беа обучени како да ги користат дигиталните средства. Националната платформа падна уште на првиот ден. Меѓутоа, се случаи навистина големи штети по менталното здравје на учениците и по нивната социјализација. Затоа очекуваме следната година да започне со физичко присуство, верувам дека тоа е надеж на целата земја, меѓутоа и од еден здравствен аспект ја очекуваме нели делта варијантата од Индија и не знаеме како тоа ќе се осврне на сегашната пандемска ситуација, па сметаме дека всушност комбинираната настава е одговорното и највнимателното решение кое ќе даде ем квалитет на образованието, ем заштита на физичкото здравје на средношколците и сите инволвирани во процесот. Димитар, еви за вас како последно прашање, што научивме од ова измината онлайн учебна година и кои се проблемите кои што токму пандемијата ги исфрли на површина во делот на образованието? Да, како што веќе напоменав, изминатава година сите бевме исфрлени од колосек и навистина се соочивме со една ново настаната ситуација која што имаше сериозни последици врз образованието како еден од засегнатите сектори. Сега ние направивме неколку анализи на самата состојба во образованието, спроведовме неколку фокус групи директно со учениците со цел да ни ги споделат и да, наидовме на неколку загрижувачки факти. Прво беше во однос на пристапот до образование. Оној економски јаз помеѓу побогатите и посиромашните граѓани навистина дојде до израз и во овој аспект, со оглед на тоа што не сите семејства имаат еднакви можности и услови за пристап до интернет или за неколку технички уреди и помагала кои што може да безпречено за да ја следат наставата. Понатаму квалитетот на самиот образовен систем, односно образованието потврли, односно не можеше да се задоволи истото ниво. Се надеваме дека во иднина со некој ваков и комбиниран модел може некако да се надомести. Меѓутоа, токму тоа и од Светска банка и од ОЕЦД се истакнува дека имаме една генерација на ученици, млади луѓе кои што навистина имаат сериозни пропусти во образованието и се стравува како и во која мера ќе се надополнат истите во иднина. Сега тука и она што Лука го спомена во однос на социјализацијата и сериозно нарушување на менталното здравје. Навистина треба да ја гледаме улогата на стручните служби во училиштата и да им се овозможи психосоцијална поддршка на младите. Да. Така што останува неколку клучни аспекти да се разгледаат и да се подобрат за од септември да бидеме многу поподготвени сите ние граѓани во однос на квалитет на образованието и разумница. Темата е комплексна, има уште многу што да се зборува, но за жал тука ни завршува времето предвидено за оваа тема. Јас ви благодарам и на двајцата, многу што бевте дел од оваа емисија од Студио 10 на телевизија 24. Благодарности до двајцата.